Слушате сега овде многу убаво слушајте. Ова е многу битно сега. Водата со која се остварува чистотата. Водата според мнозинството, пазите сега, овде според мнозинството на учењаците се делува на 3 видови. Водата според мнозинството на учењаците се делува на 3 видови. Чистечка вода, ова што го спомна сега овој учењаците што го спомнаве во книгата, ова да му се смилуваат. Тоа е она вода која ја сочувала, која е чистечка вода? Првиот вид чистечка вода. Вториот чистечка во нејзе, но не ги чисти другите. Чиста во нејзе, не ги чисти другите. Значи не може да се чисти со не, не може да се отстранува без абдесната состојба со тоа вода. И третата нечистечка, валкана вода. Но овие се 3 видови вака. Сега, првиот вид, што значи чистечка вода? За да се сфати поубаво. Тоа е она вода која ја сочувала својата природа, чиста во нејзе и ги чисти другите. Значи ја сочувала својата природа. Како што го има створено Аллах субханаху ва таала. Било тој од кој? Од дождовите, од топината на снегот. Значи, дали смееш да земиш со топината на снегот абдес? Или пак да се миеш од џунублокот? Зашто некој прашање, имат некои прашања. Зашто кога ќе не учиш фик, после ќе дојде прашање, дали смееш со снегот да го топиме да земиме абдес? Јасно? Смееш. Значи, од топината на снегот и градот или тече низ земјата, како што е водата од реките, изворите, бунарите, езерата и морињата. Ова го потврдуваат Аллаховите зборови што ги читавме. Добро, дали е дозволено да земиме абдес со водата на морето? Оно што вели да, со хадис, оно што вели не, не оно што само што има спомнато во книгата. Тој што има спомнато во книгата има доказ за тоа. Смеет или не смеет? Смеет, ама доказот не го знаете. И ова не е добро, затоа што треба, ако те прашаат некој ќе му речеш да или не, ова значи дека треба да речеш само имам слушнато, не смееш да речеш да или не. Имам слушнато дека смеет да земеш абдес, ако не го знаеш доказот. А ако го знаеш доказот, ќе речеш смеет и доказот е овај. Значи со водата на морето дозволено е да се земат абдес или пак да се отстрануваат големата безабдесна состојба. Од хадисот што го пренесуваат кој? Имам Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маџа и другите пренесувачи. И овој хадис вели дека е сахи. Имам Бухарија, имам Тирмизи, Ибн Тајмија, имам Неуи и други учењаци. Вели дека е тој сахи. Кој е тој хадис? Дојде еден човек од кабилето Мудлич, кај пратеникот салаллаху алейхи ва селем му рече: "Ја Расулаллах, инна наркабу al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'i, fa in tawadda'na bihi 'atishna, afa natawadda'u bima'i al-bahri?" Qala: "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu." Го праша тој на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, му рече: "Ја Расулаллах, ние се качиме во брод на море. Зашто? Оде тие да фатет риби. И носиме со нас вода чиста, што нема цол. Значи не е вода од морето. Ама ако земиме абдес со тоа вода што го носиме со нас, се плашиме дека ќе ни се потроши и после немаме што да пиеме. Немојме да пиеме вода од морето. Може да пиете некој вода од море? Ај, кажете ми. Атишна, ќе ни се пиет уште повеќе, не можеш да пиеш вода од море. Тогаш, што му рече пратеникот салаллаху алейхи ва селем? Huwa at-tahuru ma'uhu. Водата од морето е чиста.
Al-hillu maytatuhu, и мртвото што е натре во морето е дозволено. Халал за вас. Значи све што е мртво во море, не во езерото, да појде некој да рече, во езерото, све што е мртво во езерото дозволено е. Не. Во езерото имат се разликуваат. Јасно? А во морето све што е мртво во него е дозволено. Добро, учењаците велат зошто го спомна, зошто го праша тој на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, кој е себепот? Себепот е зашто тие, како што спомнит Ибн Мулакин во Бедрул Мунир, го спомнит дека тој беше во сумња дали е дозволено со вода што имат сол, да земиш абдес, дали таа вода е чиста или нечиста. Зато го праша на пратеникот салаллаху алейхи ве селем дали е дозволено да земиме абдес со таа вода што имат сол. И тоа е дозволено. Ова е хадисот. Јасно? Ако ви прашаат некој дали е дозволено, дозволено. Зашто? Ова е хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. После учењаците велат исто спомнет овој хадис, ако се прошириме, многу се проширит, зашто не му рече да. Него му рече директно водата од морето е чиста и е дозволено мртвото во незе. Ова ќе го барате вие. Зашто не може пратеникот може да му рече кога го праша тој така, може да му рече да. Чиста е водата. Не му рече да. Него рече водата е чиста и мртвото е дозволено. Барајте ово. Зашто не рече да, пратеникот салаллаху алейхи ве селем во овој хадис. Или ќе ви објаснам понатаму. Значи, ова е првиот вид на водата. Чистечка. Вториот вид, чистечка во нејзе, но не ги чисти другите. Како? Која вода? Јогуртот, например. Да речеме јогурт. Зашто? Или пак шампонот. Имат вода шампонот или немат? Имат. Дали е дозволено да земеш абдес со шампон? Или да ја отстрануваш пак безабдесната состојба со јогурт, со бензин, со оцет? Дозволено или не е дозволено? Заш? Велат учењаците зашто тука сега навладе во ова вода нешто друго. Не се рачун вид веќе вода. Ако ќе те прашам јас тоа нешто се гледа таму, ето, што е тоа таму, ќе речиш сок. Не велиш вода веќе. Тоа све е сменато. Има поминато на една друга материја. И затоа не е дозволено. Тоа е чист во него. Да не е чист нема да го пиеш ти, ќе ти биде харам. Така, чист во него е, ама не смеш да се капиш со него. Не смеш да велиш ја ќе земам гусул со јогурт, или со оцет, или со нешто друго, или со сок. Не смеш. Не е дозволено. Значи чист во него, не ги чисти другите. Ова е тахир. Тахур, тахир и неджис. Сега имат валкана, третиот вид на водата. Тоа е нечистечка, валкан, а тоа е она вода која му се изменила еден од трите својства. Со нечиста материја, пазите, овде е многу битно, со нечиста материја паднало во вода и му се сменало мирисот, вкусот или бојата. Која е нечиста вода? Која е нечиста вода? Трите своите. Со што? Со валкана материја, нечиста материја паднало во него, во нејзе, значи паднало во тоа вода. Па му се сменало мирисот, вкусот и бојата. После ќе кажеме која е мерата за што се рачун вид многу вода или мало вода, тоа ќе дојде во другото поглавје кој ќе кажи. Значи го сменил мирисот, вкусот или бојата. Ова е
валкана вода. Например, сега овде прашање, ми текна убаво. Ако една вода стоела многу во некој казан, тој чисто е бидено, стои сега на еден казан, еден месец надвор, или паднало некоја лисја, нешто вака, и сега ако ќе се доближиш тој, од седење мирисат. Од седење мирисат. Се рачунува сега. Или пак, можда мало му се имат менато, бојата. Чиста е ова вода или нечиста? Ако го памтивте сега она што го кажав јас горе, сега знаете да одговорите. Затоа ви велам, треба да пишете. За пак ќе паднеш во сумња, не знаеш која вода треба да употребиш за абдес. Вода стоела во казан надвор, чиста, ти го полниш со црево сам. И ја остави неколку дена и почна да мирисат, тај надвор. Не паднало нечиста материја. Ништо не паднало. Така, од седење, сам си земи некогаш, знаеш, или пак водата од цревата. Знаеш зашто кога пуштиме чешмата? Мирисат водата, некогаш, од седење во црева. Сега, ова вода нечиста или? Ние кажавме мирисот, вкусот, бојата. Чиста или нечиста? Не. Чиста. Ова е чиста вода. Затоа што овде не паднало нечиста материја, па ја изменила поради поради нечистата материја изменила вкусот, или пак мирисот, или пак бојата. Него ја изменила од стоење само. Тоа се рачун вид чиста. На водата му ставивме клор. Па клорот вие знаете дека мирисат што го пиеме. Овие се сега совремни прашања. Се рачун вид ова вода чиста или нечиста? Чиста. Затоа што ова материја е чиста. Чиста е, ти смееш, дозволено е и да се капиш со него. Зашто чиста материја. Сега, тоа што вели тука, паднало нечиста материја во него. Ако падне чиста материја, чисто остан вид. Јасно? Свативте до овде? Добро. Дали е дозволено да се чисти човекот со други течности, како бензин или сок или јогурт, да ја острани безабдесната состојба? Што рековме? Не е дозволено, значи не му се креват безабдесната состојба. Или пак со оцет. Мнозинството на учењаците, зашто имате едно мислење на ханефиите, тие велет, едно мислење на ханефиите, тие велет, водата, например, порано ти му стави нешто урми или му стави нешто натре, тоа земеше малце, се правеше ко поблаг, името му беше небид, тие го пие тоа, ама не да остае дур да се прави алкохол, него пред да се прави 3 дена, например, зашто ако остави турмата во вода, урмите или грозјето повеќе од 3 дена порано, не имаше фрижидер, тоа се правеше, што? Алкохол. И затоа тие ќе најдете негде, не смеат повеќе од 3 дена, например, да ставиш во вода урми или нешто, и тоа да остане така повеќе од 3 дена. Ако остане 3 дена, мора да го туриш. Ама сега фрижидер имаме. Сега дозволено. Затоа фрижидерот го чуват и го чуват свеж и не се остварат на алкохол. Јасно? Значи, кај ханефиите веле тие со она вода што имат натре урми е дозволено, ама мнозинството на учењаците велат не е дозволено да се чисти со вода, например, што имат измена, но веќе надвладе, наднизе нешто друго. Не му е името повеќе вода, него му е јогурт, бензин, оцет, сок, не знам што друго. Јасно? До овде? Покрај водата, например, немој да најд сега тој вода како што е Аллах субхану тааля значи го има чувано својата природа. Сега идет, например, сака да е во безабдесна состојба или пак џунубе. И најд вид вода со малу сјај во него.
или пак му се стави во него малу парфум. Ама пак кога ќе го гледаш од далеку, ако те прашам ја што ова, ќе речеш вода е. Значи со ова вода ти не оиш сега да земиш тејему. Со ова вода е дозволено да ја отстрануваш без абдесната состојба. Свативте? Например, нешто е паднат од парфумот во таа вода. Или пак имат малу сјај. Малу. Не се гледа, ако те прашаме што ова, ќе речеш вода, нема да велиш сјај е. Ако е цела пена направен, ти ќе ми речеш ова е сјај. Така, нема да го нарекуваш како вода. Чим се нарекуваат уште како вода, или пак вода паднало во него каранфил нешто. Или пак го прават водата од каранфилот. Значи каранфил му стават на тоа, ама тоа што е маул ворд велет. Вода од трандафил. Уште се нарекуваат вода, не се нарекуваат цел сјај направен. Тогаш со тоа вода ти смеш да ја отстрануваш нечистотијата. Јасно е сега?